Здраво, здраво, здраво и добро дојавте во уште едно издание на Шопска шоу со Томче, се разбира. Овој викенд сме на вистинското место, на вистинската локација, се е вистинско и се е како што треба, дури и се е така погодено, нема потреба за ништо да се секирате. И сега кога станува збор за сабота како ден, да го започнеме како што треба, како што личи, како што далеко. Една работа ќе ви кажам јас дека овој пат гастроавантурата и нашата потрага по добар вкус, добро јадење, добро и квалитетна храна не донесе пак во главниот град Скопје. Ми сега кога сме веќе во главниот град Скопје и сме тука, пак сме позиционирани значи во центарот на градот. И овој пат ви презентирам и станува збор и разговараме за едно култно место. Зашто култно ќе речете? Па сега ако прашаме, ако те прашам тебе Дарко, кажи ми која е најкултната фурна која што ја знаеш во цело Скопје каде што се јаде најубава симит погача? Сите ќе знаат, сите ќе речат, па станува збор за фурната во. Кажи да не се срами каде која е фурна? Фурната во Чаир, нормално, токму така. Меѓутоа ако станува збор за тоа кое е култното место каде што може да вкусиш многу прекрасен бурек, прекрасна баничка со месо, познати се по специјалитетот баничка со зденка и маслинка, за која пекара станува збор? За кое место? Нормално станува збор за Ладелишес. На прва партизанска одмаз проти тука до Зегин аптеката се наоѓаме на лице место на настанот каде што тоа е местото на нашата денешна авантура, односно местото каде што ние сме лоцирани и колегата од терен Томче му викам иди тамо, гледај колку има добри специјалитети работи, секако што треба направено. Значи иди види што е тамо, направи една убав разговор, најди луѓе таму, разговара со нив, снимите инсерти, направете дегустација, пробајте и презентирајте ги вкусовите. И токму тој го направија. Да видиме сега како колегата Томче си помина на терен, се разбира запознавајќи се и раскажувајќи приказната за едно култно убаво место кое што повеќе од 20 години или приближно 20 години функционира во рамките на центарот на градот Скопје, Ладелишес, кое што е пекара која што ги има едни од најубавите банички со месо според мене. Што не мора да значи дека тоа е така, вие ќе проверите, прво ќе видите нели репортажата што направивме, односно емисијата што склопиме за Ладелишес, а веднаш после тоа и ќе се проверите на лице место па ќе видите дали е тоа така. Видиме колегата Томче како помина на терен. Вели, драги мои, како што може да видите, се наоѓаме во нова гастроавантура и овој пат авантурата каде не донесе во центарот на градот Скопје повторно. Зашто во центарот на градот Скопје? Затоа што тука има многу убави интересни приказни, посебно централното градско подрачје изобилува со убава интересна атмосфера и тука се фокусирани, тука се сконцентрирани оние работи кои што со години зрачат и значат вкус, јадење и убавина. Да не должам јас, да не кркор од мешлачињата, ве носам да запознаеме една култна приказна која што трае скоро 20 години. По мене и да се запознаеме и да кажеме на здрава живо со Ладелишес. Кои знаат, кои не знаат, сега ќе научите. Добар ден, како сте, дали сте добри? Јас сум прекрасно, најубаво на цел свет, не може никако поинаку да ви дам. Посебно кога доаѓам до овој места. На овој места како ова вашето, значи... И како и вкусови, нели? Така, ќе се да размислам, зашто имате многу работи, сега тука треба да одлучам што е најдобро. Крем дела крем што е, Ладелишес што е најубавото за да може да се одлучим. Ама ќе ви кажам за минутка само да ги запознаеме сите нешто не гледат во моментот што е Ладелишес. За минутка ќе да знаете. Мили драги мои, сега доаѓа моментот кога што треба да ви кажам неколку информации поврзани со Ладелишес. Ладелишес за мене е едно култно место кое што повеќе од 20 години или скоро 20 години функционира во центарот на градот Скопје
И се сеќавам јас кога местото не беше вака организирано и вака убаво не изгледаше, туку имаше еден пулт, по страната имаше еден зид и мајсторите беа тука на лице место, правеа позади тој зид и печеа позади тој зид и ги средуваа тука малку буреците, баничките и сето она што беше убаво и што беше прекрасно и ќе дојдеше застанеш во ред и си почекаш, па луѓето порачуваат едни, други, трети и беше многу убаво, многу интересно. Една од поубавите работи, едно од поубавите места што сум имал во Скопје од детство, кој што не од детство, од тинејџерски денови кој што евоцираат спомени кои што едноставно секој пат со радост се сеќам и секој пат со убава мисла дека станува збор за убави вкусови, се навраќам и доаѓам и од тука пазарам. Токму тоа ми беше побудата и идејата за да ви раскажам неколку работи поврзани со La Delicious. Местото е отворено 2007 година мај. Значи овој мај направија 19 години од постоењето. Има започнато со 20 мајстори, 2 продавачки и со неколку скромни производи. Значи имало баничка, имало лисното тесто, имало и се разбира бурек. Околу 10 производи скромно. Меѓутоа, што се случува? После 20 години, не после 20 години, после 10 години веќе местото станува како култно место каде што може да дојдеш и да каснеш. Јас сум чекал, редови сум чекал за да дојдам до баничка со месо. Значи тоа било фантастично место кое што не може да го измислите. Двете култни места во градот Скопје се Фурната во Чаир и се разбира La Delicious. Сега во овој момент имаат преку 70 производи, имаат околу 8 мајстори кои што работат во 3 смени. Имаат околу 10 продавачки кои што работат во 3 смени, местото функционира 24/7, во било кој дел од денот да ви се пријаде вкусно подготвена храна, дали било тоа бурек, дали било тоа баничка, дали било лиснови, пецива, кифли или со кашкавал, сарајлија, со спанаќ, со сирење, кипва со виршла, лисната плетенка, лисната со сирење, лисната со кашкавал, се има. Имаат преку 70 производи кои што во моментот ги нудат на сите оние кои што се заинтересирани, сакаат убаво и вкусно да каснат, да вкусат и да јадат во центарот на градот Скопје. Централно е позиционирано, значи е на прва партизанска, на 10 метри од тука е автобуската станица на која што застануваат автобусите кои што се обраќаат кон центарот на градот Скопје. На околу 250 метри се наоѓа соборниот храм, а се разбира во непосредна близина и Буњаковец Траговскиот, во непосредна близина и Буњаковец Пазарчето и други убави интересни работи кои што се тука во непосредна близина и кои што вреди да се споменат и вреди да се посетат доколку имате можност. Ако треба да одвоиме кои се работите или производите по кои што ова место е познато, ќе ви спомнам дека луѓето доаѓале тука со препорака од пријател пишана на ливче. Јас сум дојден специјално за баничка со зденка и маслинка. Тоа е првата работа. Втората работа, ако се каже што е најубаво во La Delicious, тоа е баничката со месо според мене, па после тука доаѓа симит погачата, па после тоа тука доаѓа баничката со пица. Меѓутоа не смееме да забораиме, јас секој Великден, кој ќе завршат постите, кој ќе заврши вечерта, нели, Христос воскресна, навистина воскресна, кога се кршиме со јајце, веднаш предходна, паметно си играм. Предходно си доаѓам во La Delicious, си порачам околу 7-8 пастрамајли, си ги земам, си ги ставам саат време предходно у кола, они се уште топли, меки, убави, со кашкавалчето згоре направени, прсти да издишеш. И чекам само да биде Христос воскресна, навистина воскресна, се кршиме сеќањата, се кркаме и веднаш после тоа патувам некаде дома, и дома со јогурт, пастрамајлија, баничка со месо, и празникот започнува да се весели, да се одвива празникот како што треба, значи тоа ми е синоним за убаво поминат, за убаво стартување на велигденските празници и ке мене тоа е нешто што трае повеќе од 10 години. Доколку дојдете тука и сакате да, например, пробате нешто кое што сте го пробале претходно, меѓутоа не сакате да чекате. Во тој случај имаме варијанта и опција да вие го порачате. Значи La Delicious имаат многу паметно направено, значи ги имаат испринтано своите сафетки и на нив има фиксен број 02 3 117 597 и на него се увате доколку сакате да си порачате. Сакам јас да ми направите 7 банички, 2 со месо, 2 со пица, 3 со зденка и со маслинка и ќе дојдам за пола сат, за 20 минути, за 15 минути ќе си ги земам. И они знаат како, кога да ги направат, да ги средат, да ги стокнат и
да дојдете само да ги подигнете. Доколку сакате бурек, исто да се случува. Доколку сакате пецива некако, исто да се случува. Листато, исто да се случува. Работата е што ова приказна, верувам дека тука нема да застане. Овој објект и понатаму продолжува да се развива и да расте. Старите скопјани луѓето кои што се моја генерација се свесни дека ова е култно место кое што вреди да се посети, дека вкусовите тука се прекрасни и дека е фантастично се што ќе порачате, а новите генерации тек допрва ќе дознаат. Е убава можност за сите оние кои што се ловци по убави вкусови и кои што се наши гастропријатели, гастрономи, бојрум, повелете во La Delicious и пробајте ги оние работи кои што ние за момент ќе ви ги дегустираме, ќе ви ги презентираме преку дегустација, се разбира преку коментар. А до тогаш останува само едно, ние малку да погледнете, ние малку да каснеме, да пробаме, да ви презентираме колку е вкусно и се разбира вие во некој од наредните денови да се направите авантура и да дојдете да го посетите La Delicious за да ги пробате и да ги потворите сите оние работи кои што ви кажам во моментот. Немој да бегате никаде, сега следат неколку инсерти и веднаш после тоа се враќаме со дегустација на овие прекрасни работи кои што ви споменав. Мили драги мои, како што ви кажа во самиот разговор, како што ви кажа во самата најава, значи ова е култно место кое што заслужува внимание. Сега тука на маса одмани донесоа не услужија персоналот, фини, пријатни, немам забелешка, значи насмеани, весели лица и дојдени се тука и вика чекај, и ова да видиш, и ова да не забориш, и ова да ти донесеме. Значи дојде баничката со пица мастров, дојде баничката со месо мастров, дојде баничката со зденка и со маслинка, сивит погачата, меѓутоа заборев да испомнам дека тука се троши баничката со сирење и со луто пиперче. И се разбира од друга страна ја донесоа и пастармајлијата која што да не кажеме дека е помалку важна и битна во целава и приказна, подеднако важна и битна и многу се троши. Значи тоа што ви кажав, за велиден стално си ги трошам овие 2-3 производи кои што ми се мене омилени и ми се старт на празникот, како што личи како што велико. Па се, ако станува збор за убави вкусови, јас би започнал со тоа што најмногу го фала тука и најмногу го презентираат и најмногу го кажуваат дека се троши. Еден од производите кои што La Delicious е фаворит, тоа е баничката со зденка и со маслинка. И се ако правиме овој за зденка и со маслинка, ќе си фатам со раце, ќе си јадам затоа што ме знаете мене. Ако не јадеш со раце, исто кога да не си јадам, ако не си испрекаш, исто кога да не си јадам, џабе не се чепкаш. Ева вака се, како што може да видите, тенка кора убаво подготвена, мајсторот значи е сеат, ќе го спомнеме. Не можеме сега да го покажеме се во моментот, затоа што си ја знаеме историјата, меѓутоа еве сега ќе ви го покажеме значи како иде се тоа, како се подготвува, значи еве го мастрафот, значи зденка, маслинка, тенка кора, убаво подготвена, стокмена. Другиот мајстор си е по печењето, знае да си ги испече работите и после тоа Томче мајстор по дегустацијата, нели? Има вистина во тоа дека е многу комбинација на зденка маслинка. Ја ви кажам дека морам да пробам уште еднаш, кога ми е прв пат да пробам зденка маслинка во La Delicious. Погледнете да видите значи колку убаво тоа делува кој ќе ви го сервираат во тањер. Вредните раце на продавачките тука. Значи гледате и зденката, и маслинчето, убаво исецкано, па мајсторијата на мајсторот таму кој што си ги прави овие банички, па тегнењето, па кората, па фрлија, па свртија, па истегнија, па да биде тенко, па да биде ово, па каречињата ги трга, ги фрла. Не, крајчето не се остава. Зашто? За да може да биде што повкусно. Значи се тоа што ќе се направи и многу љубов. Љубов треба. Сега со љубов прави, продавачките со љубов продава, Томче со љубов јаде, а комбинација со ништава. Погледнете. Ја после кажете дека ова не заслужува да биде крцнато, да биде лафнато, да биде жлабрцнато или не заслужува да го посетите овој објект и да ги вкусите сите овие убави вкуси тука што се на маса пред нас. Не може, не иде тоа така.
Едно без друго не иде. Немам зборови. Идеме на следната баничка која што е мене посебен фаворит, а тоа е баничката со месо. На чистата варијанта истото све, само се менува мастравот. Мастравот е месо. Ова е тоа на кое што јас сум навикан. Ова е тоа што ме враќа мене во тинеџерските денови, кога сум бил на факултет студент. Значи, погледнете. Морам да ви отворам да ви покажам. Гледај. Значи, кора, тенко, мастровче, месо. Одлично. Дури за ова не ми треба јогурт. Ау. Много вкусно. Превкусно. Значи, тоа се тројникот, што би река. Баничка зденка маслинка, баничка месо и баничка пица. Дали се трио, дали ќе ги направиме квартет, ќе видиме. Вие останува да знаете, да бидете присутни и да не пратите и понатамо. Бидејќи сега следи дегустацијата на баничка со пица фил. Нема потреба да ви објаснам. Гледајте. Кога вака е тенка кората и се смее и мастрафот вака, гледате, погледнете, значи ова е топло, убаво, миришљаво, па едноставно под прсти го осеќаш она мрсното, малце мрсничко, таман колку што треба, како што личи, како што долико да биде една баничка мрсна, па едноставно се смее и ти вика касниме, нема оставај така. Кој сум ја да ја кажам на баничката, не те каснувам. Кој? Гледаше луѓето позади си, даја да си каснат. Баничка, пастармајлија. Погледате, дите колку е со фил полно. Ова за мене, знаете какво е? Кога шетам низ Македонија и кога ги гледам оние што се кратки на видеа во Италија како се насладуваат со джелато, со некои пастрами, со некои таму тестенини или чудеси, за мене истото е тука во Македонија. Исто како да си отишол и да јадеш некои тестенини убаво подготвени со не знам што. Во Македонија мало да го баничка со пица фил. Со месо фил, со зденка и со маслика. Прекрасно. Не може да останам равнодушен. Значи имаме соло пејачот, па после доаѓа дуото, имаме трио и сега квартетот. Зашто е квартет? Затоа што ова е четвртиот нивни другар, најдобар другар за сите оние кои што сакаат малце пикантно јадење, а убаво да биде подготвено исто како претходно со тенка кора, со убав мастрав, со многу љубов, со сите нишани како што треба, убаво испечено, подготвено, таза секогаш на ваше располагање. Значи, најдете и порачувате баничка со сирење со луто пиперче. Што да ви кажам? Изобилува со сирење, има убаво луто пиперче натре, пикантно. И од фурната, во уста право.
Од една страна ова е доволно силен доручек за некој кој што сака да има малце поеќе активности, меѓутоа и не е толку тешко за да може да ви го оптовари желудникот, за да после не можете да мрднете или не можете да се движите или не можете да направите некаква физичка активност да исполните. Не. Напротив, доволно лесно, доволно убаво за да може и да конзумирате и да може да се движите после тоа и да имате други активности. А зашто и кажам активности? Откако ќе каснете вака убаво подготвена храна, немате да седите на едно место. Значи имаме ние фантастични убави работи, кои што ќе ви каже само за момент колегата Томче кога ќе завршиме со дегустацијата. Бидете трпеливи, бидете така трпеливи малце, затоа што сега наред доаѓа да пробаме пастрамајката. Пастрамајката е еден од заштитните знаци на La Delicious и тоа години наназад. Јас ви кажувам дека без оваа пастрамајка не би можел да го започнам празникот Великден и тоа многу години наназад, бидејќи некако ми е станато како традиција. И дома знаат и моите да побараат и сите, ајде, земи обавезно да земеш од пастрамајлијата во La Delicious, кога ти доаѓаш од славење од соборна, кога ќе доаѓаш на дома, обавезно да земеш и да донесеш од пастрамајлијата од La Delicious. И секогаш го носим и секогаш се презадоволни, пресреќни. Зашто? Затоа што имат неколку моменти. Прво, видете, погледнете, значи колку има мастрав. Значи направено е убаво. Тестенцето, гледате го меко, крцкаво, само што ќе излезе од фурна, значи ова е нијанса малце покрцкаво и малце по убаво. И ако доколку го одморите месото, односно го одморите и одморите пастрамајлијата малку десетина минути, после тоа е фантазија. Значи убави парчиња месо, ставени наредени како што треба. Па додатоци од озгора, значи како што можам да видам дека тука има малку и буковец, малци и сол, и од озгора има од тој убавиот млечниот кашкавал ставено за да го надополни целиот вкус. Кога ќе пробате се топи во уста и не ве остава равнодушни. Мене барем така ми се случува. И јас затоа ви кажам, доколку не сте знаеле за ова место до сега, треба да го откриете по некој од вашите следни искачања и треба да дојдете да проверите за какви вкусови станува збор. Зашто ви го препорачам? И ви кажам сега една случка. На работа доаѓа на пракса студент од Чешка. И застанува и ме праша, вика, добро, вика, ако сакам, вика, да јадам убав бурек, ме носа неколку пати, меѓутоа не ми се допаѓа ништо посебно неа, ми кажа дека во Македонија бурек од баничката се многу убави и многу вкусни. Каде, вика, би можел да најдам, вика, нешто такво. Да каснам. И мене првото нешто што ми беше, што може да му кажеме, на прва партизанска ќе отидеш, La Delicious. Каде е точно тоа? Се објаснивме. Од Соборна, кога одиш накај Универзална, по патот, после автобуската, од лева страна одма, до Зегин аптеката, тука се наоѓа La Delicious. Не можеш да утеш. После 2 дена доаѓа. И ми вика, секоја чест, вика, што да те частам. Зашто? Најбојот бурек во Македонија што имало сум гледал. Па се знам, викам, јас знам каде ти испратам. Знам каде ти испратам затоа што знам со каков квалитет располага ова култна продавница, ова култна пекара тука во Скопје. Па сега ми останува да го пробаме, значи и последното јадење што е тука. Сивит погачата мислам дека нема да можам да пробам, меѓутоа верувам дека подеднакво вкусна како и сите останати работи што ги пробав до сега. Пастрамајлијата е нешто со што завршуваме, а вие нема да бегате нигде да ви кажам како е пастрамајлијата на вкус, нели? Не дека не сум пробал, дека не знам, меѓутоа да потврдиме уште еднаш. Како и повторувањето е мајка на знаењето. Тоа е. Квалитетот само се потврдува. Значи не се и кашкавалче, тука од озола се пуштува мрсничко. Како што треба, една пастрамајлија да има вкус. Мене посебно ме радува кога ги гледам тука, се чувствувам многу убаво од дома. Персоналот се многу фин и добар, ме чуваат, ме гледаат, ме носат убави работи, све е тазе, секој пат е тазе. Ја до сега бајата работа тука не сум каснал, затоа што нема се троши, видите колку луѓе влегува, колку луѓе излегува. Сите тие тука конзумираат вкусна и убава храна.
Пак ти кажам, ти текне во 2 часот по помој, ти текне по пладно околу 4 часот. 5 часот, ти текне од Сабајле во 8 во 9 часот. Доаѓате тука и вкусувате секој вака. Умова прекрасна храна. Ова се моите избори и тоа што за денеска сакам да го презентирам. За пецивата, за лиснатите плетенки, за вегетките, за ченканото стапче, за гевреци, за варени гевреци, за лиснато пица, за преклопени пици, за еден куп има производи кои што за секој од вас ќе си најдете по нешто и едноставно ќе ви ги задоволи вашите вкусови. И секој ќе биде убаво подготвено, тазе направено, топло и кога ќе окаснете, ќе слушате хармонија, песни, убави работи, како што ја ги слушам секој пат кога вкусувам убави работи вака како што се ова денеска. Ќе ви наздравам со една убава чашка јогурт, зашто нема друго за тука за ова, само јогурт се пие. И нема да бегате нигде, сега следи колегата Томче кој ќе ви каже информација каде може откако ќе каснете вака убав доручек да прошетате во близината на Ла Делишес во центарот на градот Скопје. Се разбира како се најде колегата Томче, јас сега ми доаѓа овој дел да го сработам кај што ја нема да јадам. Ја ќе се заблажувам, он си късна си го напуни мешлакот, а сега да кажем информација 2 за кои работи можете да ги посетите во близина на пекара Ла Делишес, кој што се во непосредна близина, а кој што може да ви помогне да согорите дел од калориите кои што сте ги издобиле со вака прекрасен, убав, силен, ама не многу тежок доручек направен во, се разбира, пекара Ла Делишес. Па ајде да започнеме со презентирање на информациите. Вака сега, имам многу работи тука да кажем. Значи, вика, по близина на пекарата Ла Делишес, во центарот на Скопје има повеќе интересни места кои што може да се посетат пеш. Ако појдете кон Скопје Сити Мол, во тој случај прво ќе дојдете до шопинг центарот Буњаковец, кој што е еден од најпознатите и најстарите трговски центри во Скопје, сместен во населбата Дебар Мало, во близина на центарот на градот, познат е по локална атмосфера, малите продавници, бутици, кафулиња и секојдневниот градски живот што се чувствува околу него. Спроти него се наоѓа градежниот факултет во Скопје. Веднаш до градежниот факултет во Скопје, ако правиме мовец, се наоѓа Фармерс маркет Буњаковец или што се вика зеленото пазарче Буњаковец. Едно од најпознатите градски пазарчиња во Скопје. Пазарчето е препознатливо по свежо овошје и зеленчук, домашни производи, сирења, мед, зимници, традиционални пекарски производи. Атмосферата е автентична и овде секојдневно може да се почувствува духот на старо Скопје. Многу граѓани го посетуваат токму поради квалитетната домашна храна и традиционалните вкусови, а познато е и подобриот бурек и симит погачи што ги препорачуваат и локалците. Значи, каде препорачуваат овие? Они препорачуваат тука да дојдеш да си земеш бурек, баничка во Ла Делишес и после тоа да идеш аму до Буњаковец до пазарчето, да отидеш таму си купиш патиџанче, пиперче, краставичка, нешто што има сезонски овошја. Сега нели се црешите, охридските цреши, јагодите. Кај сидите мислите дека ние не знаеме, све сме од тек, сите работи ги разбираме. Ете, тоа се неколку информации кои што ги споделувам со вас за кои места можете да ги посетите во непосредна близина на пекарата Ла Делишес. А сега ќе ја преземе целата ситуација во негови раздел колегата Томче од студио и ќе ви каже што понатаму правиме, односно како може да не добиете и како може да не контактирате на социјалните мрежи. Помеѓу време, нели, мене ми останува да си каснам благо, да си пијам кафенце, кој се што си договорил, нели? Драги мои, полека назад во студио и видовте како колегата Томче си помина во Ла Делишес и кои се специјалитети ги проба. Си мцна таму и од баничката со месо, и од баничката со зденка и со маслинка, и од баничката со пицафил, ама ги проба и другите специјалитети, како што можете да видите, нели, пастрамајлијата и се разбира, таму имаше и баничка, значи четворник беше, не беше тоа соло, не беше тоа бенд, не беше тоа трио, тоа беше квартет. Квартетот во Ла Делишес и нели четвртиот член на квартетот беше баничка со сирење и со луто пиперче. Па кога станува збор сега за такви убави специјалитети, такви убави работи, не може да кажеме дека јадењето иде само или голо во целата таа приказна, секогаш има добар пијалок покрај него. Сега во оваа ситуација тоа беше јогурт, меѓутоа во една друга ситуација ќе ви раскажам само за момент за што станува збор. Само што прочитав и се насмев. Прво да ве поздравам и да ја посакам да имате убав прекрасен ден. Не завршуваме ние тука.
Штубо ми го подготвиле чајчето. Бети браво лала тие. А вака сега да ја кажам, значи се вози Ристе со кола и како што се вози и полиција застанува, викам, ајде, застани. Застанува Ристе, вика, добро вечер, вика, господине, дали може, вика, документи? Поведете, вика, нема проблеми, документи. Вика, господине Ристе, вика, знаете ли сега што ќе правиме? Вика, не знам. Што ќе правиме? Ќе правиме, вика, алкотест. Па тоа бе, вика, каков алкохол ќе тестираме, вика, кажете, ајде да знаеме. Не се тестира никаков алкохол, полиција кој ќе те застане, другиот е алкотест. И така, тоа е едно од шегите со кој што би сакал да ве поздравам ова саботно утро и да ви кажам дека не смеете да заборавите емисијата само што ќе заврши Шопска шоу со Томче. Веќе тука сме при крај со одјавата. Вие во неполни 2 часа ќе може сето тоа да го проследите на нашиот YouTube канал Шопска шоу со Томче и да може да го споделите нели со вашите пријатели, да репризирате уште наша емисијата, да погледнете цела и едноставно да ги дознаете сите оние детали кои што претходно од прва што викам јас кога сте гледале не сте ги виделе, ама и да споделите на вашата Facebook страна со оние кои што ви се блиски или оние кои што ви се подалечни, со кои што сакате да споделите радоста за едно вако убаво прекрасно издание на Шопска шоу со Томче. Имам и Facebook страна која што можете лесно да најдете на социјалните мрежи, на социјалната мрежа Facebook, Шопска шоу со Томче. Таму постираме слики од денот на снимањето. Истото ќе може да го видите и поврзано со Ла Делишес. Имаме еден куп слики. Ќе го ставиме и линкот од емисијата од YouTube каналот за да може полесно да најдете. А се разбира оние кратки видеа кои што ги гледавте во текот на неделата како рекламата која што беше во сабота ќе гледате или пак Ла Делишес оваа среда, овој четврток и така натаму ќе можете да ги видите како кратки видеа постирани на нашиот Instagram профил Шопска шоу со Томче. Јас нема да должам повеќе, само ќе посакам убав ден да имате, нека ви заврши убаво денешниот ден и утре се разбира на истото место во 10 часот, 10:00 на фреквенцијата на Канал 5 телевизија се гледаме и се дружиме со вториот дел, односно завршницата на овој викенд. Каде отидовме, каде отиде колегата Томче и која е опцијата и предлозите за ручек кои што ќе ги предложиме во текот на утрешниот ден. Информациите поврзани со тоа каде може да прочитате низ центарот на градот, тоа е веќе ви е познато, нема потреба што да ви кажам за тоа си знаете. Се гледаме дечки утре и не заборавајте на Канал 5 телевизија во 10 часот секоја сабота и недела Шопска шоу со Томче. Зашто? Затоа што на тоа место вкусот има шоу. Каде? Шопска шоу со Томче. Се гледаме, чао.